Нека е слава на нашиот Господ, што и ова утро можеме да го прославиме Неговото раѓање, бидејќи светот нема да го слави. Светот не е тој што треба да го слави. А кој треба да го слават? Христијаните, Неговите деца, Неговите следбеници. И затоа ние ова утро се собираме да се подсетиме на денот, на моментот, кога тој се роди на оваа земја, дојде, зема човечко обличе и дојде да ни го покаже патот за спасението. Ова утро ние сакаме да ја уште еднаш спомнеме и прикажеме таа случка која што се случи пред многу години. На чуден начин се роди нашиот Спасител, навестен, објавен многу оддавна, 600 или 700 години колку предходно се беше пророкувано беше за него, и сега беше моментот кога Исус требаше да се роди. Може би многу луѓе не знаеја, сите го очекува, но не знаеја кога и каде ќе се роди. Може би и денеска многу луѓе не знаат и не очекуват да се слави тој ден, но ние христијаните, кои ја знаеме историјата, ја знаеме вистината, треба да го прославиме и да го величаме нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Сите сте поздравени. Гледам имаме повеќе гости, нема да по име или по место да ве спомнувам, но сите сте ни мили, драги и добродојдени. И нека ова утро заеднички го прославиме нашиот Бог, но прво ќе се исправиме и ќе му благодариме. Татко Небесен, ние ти благодариме што ја имаме таа привилегија, бидејќи пророците го сакаат тоа, го очекуваа, но не го доживеа. Но ние денеска ја знаеме целата вистина, целата историја. Ние знаеме, Господи, дека Ти дојде на оваа земја заради нас. Ти дојде да ги земеш нашите греови. Ти дојде да ја платиш казната која ние треба да ја платиме. Ти дојде да ни го покажеш патот, начинот за спасение. Бидејќи ние самите, колку и да се трудиме, што и да правиме, со ништо не можеме да ги отстраниме нашите греови и со ништо не можеме да ги очистиме нашите греови. Но Ти со Твојата крв дојде да ги земеш, да ни опростиш и да не поведеш во вечноста. Господи, ние можеме само да Ти бидеме благодарни. Ние можеме само да ја видиме таа Твоја голема милост и љубов која покажуваш кон нас. Ти благодариме, Господи, што на чуден начин Ти го направи тоа. И никој тоа не може да го направи. Господе, и сега те молиме да Ти не благословиш ова утро, да го благословиш Твоето Слово, Слово кое ќе биде искажено кон нас, Слово кое е упатено кон нас, Слово преку кое Ти сакаш да не подигнеш, да не охрабриш, да ја освежиш нашата душа, да можеме, Господи, смело и храбро да одиме напред, да не се плашиме, Господи, да не затајуваме, но да можеме да го Те славиме насекаде, не само овде, не само кога сме овде соберени, но светот сака да не види нас во нашиот живот, како ние живееме и како ние се однесуваме кога сме во светот. Господе, благослови го секој еден кој е овде, исполни го со Твојот Свети Дух, преку Твоето Слово, и прослави се преку нас, Господи. И нека е слава и чест на Тебе, сега и во сите векови. Амин.
Ќе испееме ние уште една песна. Ќе биде овде прикажана, ќе ја гледате, бидејќи од старите песнарки. И така ќе ја пееме. Но пред да ја испееме песната, ќе биде прочитан и текстот, која ќе биде за ова утро, за проповедта, која ќе ни биде ова утро. Ќе ја замолам нашата сестра да излезе да ни прочита. Благодариме. Сега ќе испееме песната, тому че може да ја пуштиш, да се гледа. Пуштите се гледа. Сенката на гревот мрачен опфати целиот свет, а ветерниот Месија се роди по светот клет, што пророци прорекоа, чудно Бог го исполни, попрати Синот свој Христа, на усе Богот
бидејќи ова служба е посветена на славење на нашиот Господ, ќе имаме повеќе песни. Затоа ќе го замолам сега хорот да излезе, ќе испееме уште една песна. Не знам како вие можете постарите да гледате, дали може да пратите песните, ама се надевам дека се доволно големи буквите. ова утро, како што сите ве поздравив, специјално сакам да го поздравам нашиот брат Павле Цеков, кој ова утро е помеѓу нас, дојде во нашето место овде, не само да не види,
Тоа е едно нешто, бидејќи колешанец, иако е во Словачка, ама неговото срце пак е за тука. Ова утро дојде и ќе ни послужи тој со Словото Божие, и тоа што Бог го ставил во неговото срце, сака да ни го каже и на нас, да и ние прифатиме, сватиме, разбереме од тоа што Бог го има припремено за нас ова утро. Нека сите со внимание да го слушаме, бидејќи Божјето Слово е вистината, Божјето Слово е тоа кое дава живот и сила, и Божјето Слово е тоа кое нас не поправа, коригира. Кога ние залутуваме, кога ние се застрануваме на некоја страна, и Бог сака одново да не врати. Ќе го замолам нашиот брат да излезе и да ни послужи со Словото. Христос се роди. Ви пренесувам, браќи и сестри, поздрави од Словачка, од мојата фамилија, супруга Иренка, Самуел Давид, со децата, со снаите, и две цркви кои знае дека ќе дојде меѓу вас, исто така испратија срдечни поздрави на сите вас. Ви посакувам исто така во новата 2025 година Божјо водство, Божја мудрост, успех, благослов, Божја охрана на сите вас. Кога патував од Словачка, поминав преку Србија и за тоа што беше Бадњак, зборува за Бадњак. Што значи тоа зборче Бадњак? Старо зборче бдење, очекување на доаѓањето на Исус. Едно прашање, зошто го славиме Божик? Дали само се подсетуваме дека Бог постана дете, човек и дојде меѓу нас? Дали се најважни ангелите кои пеа? Вчера пратев телевизија, видов како децата носат звезди, тие се ангелите. Дали тоа е најважното нешто, ангелите? Дали тоа е најважно што мудрици од исток дојдоа во Јерусалим да го барат новородениот цар? Зошто е Божик? Што е главното значење на тој празник Божик? Во Словачка, сигурно и тука, Божик го користат да целата фамилија се собере, да бидат заедно, да имат што да јадат, да пијат, да нешто не фали. Не е тоа лоша работа да фамилијата биде заедно. Не е тоа лошо да имаме некоја слика, некоја декорација која ни зборува за доаѓањето на Исус Христос како дете. Јас нема сега за тоа многу да зборувам. Но што е најглавната работа, зошто Исус се роди, зошто постана човек, и како што Ване рече, не само пророк Исаја зборуваше за доаѓањето, тоа е старозаветен пророк кој зборуваше најмногу зборува за Исус Христос. Меѓутоа знаеме дека кога Адам и Ева согрешија, Бог го даде првото пророштво дека Месијата ќе дојде. Од жененото семе ќе дојде еден кој ќе биде каснат од змијата, од ѓаволот, но тој ќе моја главата смечка, што викаме по колешки, или ќе моја уништи главата, ќе го победи. Но уште понапред ни се зборува, Библијата Ефесијаните вели дека уште пред стварањето на светот Исус беше планиран да дојде. Како јагне, не како лав, бидејќи ќе дојде по втор пат како лав. И, браќи и сестри, еве толку на увод. Значи, прашањето на кој сакам ова утро да го заедношно размислуваме, малку да се подсетиме за Божик е, зошто дојде Исус Христос на оваа земја? Зошто мораше да се роди? Што беше неговата мисија, послание? Што тој требаше да направи? За тоа требаше да стане човек и за тоа требаше да се роди, да дојде. Одговорот го наоѓаме во првиот стих која нашата сестра читаше. Оти синот човечки дојде да го побара и спаси загубеното.
Синот човечки, значи дека Бог сакаше да се приближи кон човекот. И тој не може да се открие, како што тој се откри на Синај, на Мојсей и на израелскиот народ. Целата таа гора беше во огин и луѓето кога го слуша Божиот глас трепереа и бега и не може да го слушат Божиот глас. Затоа Господ зборуваше преку Мојсей, тој беше посредникот. И сега гледаме во Новиот Завет, и во Стариот Завет, Бог дојде се меѓу својот народ во самиот стан или во храмот, дојде, се приближи. А во Новиот Завет гледаме уште поголемо откровение како Бог зема човечко тело, постана син човечки и дојде да живее меѓу луѓето, да може да го допрат, да го видат, да го чујат него. А уште подлабоко тој сака да влезе во твојот живот, да ти постанеш негов храм. Дозволите да 4 поуки ово утро поделам со вас. Првото е што ни представува или символизира тие 99 овци кои беа оставени во пустинја. Другиот превод или другиот евангелиста Матеј вели на планина ги остави и отиде да баре таа изгубена овца. Значи, што ни представува, што символизира тие 99 овци, што ни представува таа една изгубена овца, што ни представува тој пастир кој одеше и ја бараше таа изгубена овца и како можеш и ти денес да бидеш спасен. Тие се 4 работи кои сакам да зборам. Традиционалното размислување, значи првата точка главна, кои ни представат 99 овци, традиционалната црква и некои теолози велат дека во ова успоредба 99 се мисли на црквата, на верните. Дали тоа навистина така? И затоа дадов два текста да бидат прочитани, уште еден текст имам, кој сакам да го спомнам, кои ни откриват кои се тие 99 овци за кои Исус зборуваше. Ами сакал да кажам дека во секоја успоредба или некој вела приказна или има само една или максимално 2 главни теми. И секое подлабоко тумачење и повеќе вистини ако бараме, може да се малце излъзнеме или да одеме малко по-далеко, по-погрешен правец. Главната порока на ова успоредба која читавме, изгубената овца, иначе таа успоредба е многу облюбена. Аз се сеќавам како дете кога бев тука и учевме, таа успоредба ми беше многу драга, многу пријатна, радосна успоредба. И денеска е многу исто актуелна таа успоредба, пастирот и изгубената овца. Ми сакал да кажам дека слушателите, ако добро пратевте кога беше читано Божјата реч, кои беа слушателите на ова успоредба која Исус им каже? Тамо беа грешниците дојдоа да го слушат, му се приближуваа, значи сакаа да дојдат многу близко до Исус, да го слушат, што има тој да им каже. Но имаше и други слушатели, публика, тие беа фарисеите и закониците, можете да го видите во првиот стих и во вториот стих. Тие дојдоа таму и тие што правеа? Тие мрмлеа или негодуваа, некој друг превод вели. Тој Исус јаде со грешници и пие со нив, се дружи со грешниците. Дали тој знае, ако е вистински Месија, ако е тој пророк, за некој мисля дека е пророк, тој немаше да се меша со грешниците, немаше потреба да јаде, да пие со нив. Грешниците дојдат да го слушат, а фарисеите не го прифаќаа Исус Христос. И тогаш Исус, кога фарисеите, значи, негодуваа, тој им ја кажа ова успоредба. И ако пазете сега, значи, овој прима грешни и јаде со нив. Што рече Исус покасно, тоа ќе видиме. Значи, таму се 2 групи на слушатели. Едната група беа
грешниците, другата група беа фарисеите и книжевниците. А пастирот ги остава 99 овци. А той не вели, јас пастир, мои овци, той вели, ако некој од вас, слушателите, фарисеите или од грешниците, той вели не за свое стадо, той вели, ако некој од вас има 100 овци и една овца ви се изгуби, нема ли да ги оставите 99-те, Лука вели во пустиња, Матеј вели на планина. Сега, дали Светото писмо не зборува една вистина, зашто едниот вели пустиња, зашто другиот вели планина? Затоа што ако сте били во Израел има многу планини, има и пустиња, во таа пустиња има и планини. Така да ако Матеј вели на планина ги остави пастирот, па Израел е полн со планини. И јас сум баш бил таму во близината кај што Исус беше искушаван во пустињата, па видов планини. Значи нема тука грешка, некој спомнува планините во пустињата, а овде Исус не вели пастирот ќе ги остави 99 во пустиња и вика ќе оде да ја бара изгубената овца. Ма тој не вели мое стадо, тој не вели јас ќе одам да ги барам, ако некој од вас има 100 овци и една му се изгуби, нема ли да одете да ја барате? И сега друга работа, погледнете какви зборови Исус користи за 99 овци. Што вели таму 6 стих? И кога ќе дојде дома, ќе повика пријатели. Значи кога пастирот ќе ја најде изгубената овца, ја носи дома, не во пустиња, не на планина. Океј, гледате сега? Значи не речи тој ќе ја врати изгубената овца со сите други 99, него ќе ја донесе дома таа овца. Понатаму ни се вели фарисеите или тие 99 овци ги наречува праведни, не ги наречува грешници. Погледнете овде што ни вели. И кога ќе дојде дома, ќе повика пријатели, 6 стих од 15 глава на Лука. Пријатели и соседи ќе им рече, врадувате се со мене, оти ја најдов мојата загубена овца. Ви велам дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку 99 праведници, што немат потреба од покаяние. Опа! 99 овци се многу праведни и не гледат потреба за покаяние. Знаете што тоа сака Исус да каже со ова успоредба? Дека многу одат по широкиот пат. И сите тие религиозни луѓе, како што се фарисеите и книжевниците, ја сакат религијата, сакат правила, некои сакат само да читат книги и нешто за Бог, но немат однос со Господ. На таквите праведници, само праведници, е тешко да влезат во Царството Божие, бидејќи тие не се осеќат болни, тие се осеќат здрави, немат потреба од милост, немат потреба од Спасител. Тоа е целата работа. И затоа Господ Исус Христос таму користи, заради време, немахме време да читаме од Матеј 18 глава 12 и 13 стих, би сакал и тоа да го прочитам. Како ви се чини, ако некој има 100 овци и една од нив се загуби, нема ли да ги остави 99 во планина и да појде да ја бара загубената овца? И таму не се вели 13 стих од Матеј. Па ако се случи да ја најде, бидејќи вие ако сте пастири, луѓе, нема тука кај Господ, нели? Па ако се случи да ја најде, вистина ви велам, ќе се радува за неа повеќе отколку за 99 загубени. Се таму вели, загубени во Матеј. Значи гледате дека религиозноста не може да го спаси човекот. Само да следеш некои правила и некои традиции, да се подсекаш и да ги практицират. Гледам, Македонија многу сака традиции. Човекот сака традиции, повеќе да ги чува, отколку да го чита Библијата
и да има заедништво со Бог. Што ни представува изгубената овца? Значи, ако тие 99 овци ги представува здравите, не болните, а Исус дојде за болните, не за здравите, само праведниците, а знаете дека има една исто така една успоредба, кај што фаризејот и публиканот или митникот се молеа во храмот. И овој што беше фаризејот, вели: Господе, фала те што не сум како овој митник кој е грешен, кој јас давам повеќе пари, јас сум постам повеќе пати. Се успоредува со грешникот дека он е подобар, самоправеден, горд. Гордоста е коренот на гревот. И кој беше оправдан? Дали беше фарисејот оправдан во храмот или беше митникот? Митникот беше оправдан. Значи, браќи и сестри, денеска само постојат две групи на луѓе. Тие кои се грешници и немат потреба од милост, а има друга група на луѓе кои се грешници, но барат милост. И во овој случај гледаме во успоредбата за фарисејот и митникот во храмот, митникот кој се удараше по своите гради и гледаше својот грев, беше му простен неговиот гревот, не заради неговиот свет живот, него заради тоа што бараше милост од Господа. Никој не може со своји добри дела да се спаси, бидејќи спасението е дар Божи. И кога зборуваме за Божик, зборуваме дека Бог го даде својот најскапоцен дар, го даде својот син Исус Христос. Во него е тој вечен живот. Ако ти само знаеш за него, тоа не ти помага. Ако ти само правиш традиционални работи за Исус, исто тоа не ти помага. Тоа што може да ти помогне да имаш жив однос со Исус Христос. Да го запознаш како свој спасител, како свој Бог, со него да живееш, да тој живее во тебе. Тоа е коренот и прачките кои се на коренот со вера врзани ќе живеат и ќе родат плод. Без тој однос, ако не си во Исус и ако тој не е во тебе, не можеш да имаш никаков духовен живот, не можеш да се развиваш духовно и не можеш да имаш плодови. Изгубената овца, грешната овца, грешникот, тие грешници кои доаѓаат тама да го слушат Исус. Исус во таа, успоредба, изгубената овца беа тие грешници. Зошто гревот е лоша работа? Бидејќи во средниот век имаше една игра, голем круг и со стрела луѓето и ако погодеа целта 10 или не знам 7, 8 или 5, тие ја погодеа целта. Ако некој не ја погодеше целта и стрелата ја поминуваше целта, викаа sin по англиски, што значи по словачки грев, си го промашил целта. Значи ако живееш во грев, ја поминуваш целта, одеш во лош правец кој ќе те доведе во огин, во вечно одделување од Господ. Затоа мораше да се роди синот човечки. Затоа мораше да дојде јагнето Божие на ова земја. Не само да се роди, него да умре на крстот за тебе и за мене. Тој го зеде твојот грев на себе, за да те спаси на крстот. Ако поверуваш во него на крстот, тој те зеде на своето рамо и те носи не во пустиња, не во планина, те носи тој добар пастир во својот дом, во небото. Таму каде што ангелите се радуват кога една изгубена овца се најде. Кога некој грешник прима помилување, тој се носи, Исус не носи. Ти кој си ова утро на ово место, може би си стар уж, веќе немаш сили, си слаб и немаш надеж. Радосната вест е затоа дојде Синот Божи да те стави на своје рамо, да те однесе во неговиот дом, а не во пустиња. И затоа вели во 14 глава според Евангелието на Јован, нема да ве оставам сираци да бидете. Не остава. Тој е наш небесен татко. Добриот пастир не ги остави своите овци да ги уништа волците. Тој дојде тебе да те бара и мене. И затоа Евангелието, доаѓањето на Исус Христос беше радосна вест. Затоа ангелите пеа, се радувам за другите ангели, браќа и сестри кои пеа слава на Господа.
Тоа е вечна служба, брат Роберт и вие кои пеете тука. Многу дарови ќе престанат, верата ќе престане, славението ќе е вечна работа. Вечно ќе го славиме. Слава на Господа. И затоа овој пастир ја бара изгубената овца, би сакал да кажам грешник, значи одеш, ја поминуваш целта. Бог сака, затоа Исус се роди, затоа Исус дојде, да те наврати, да се вратиш кон вистинската цел, да се покаеш, треба, значи, менатоја по грчки, да својата мисла ја променеш. Ако некој ти вели, Боже те рече, одеш во погрешен правец, прво треба да во мисли да кажеш да, гледам, разбирам, на погрешен правец сум, се појавува покајанието плач, значи жалам што сум толку години одешол во погрешен правец и мојот живот нема смисел, го свртам грбот и одам сега према вистинскиот правец. Значи си грешник, ама помилуван, покајање знамена промена на твојата мисла, на твоите чувства. Да се обратиш, значи твојата волја е додирнато од Евангелието, значи веќе не одеш на стариот лош широк пат, одеш по теслиот пат кој те води во вечност. Наново раѓање значи дека тој стариот човек е ставен во гроб и он е на крстот заедно со Исус бил разапнат. Тоа значи да си наново роден, добиваш нов дух, ново срце, во кој Исус се раѓа, во кој Исус живее во тебе. Тогаш имаш вечен живот, тогаш имаш заедништво со Бог. И таквиот се вика помилуван грешник или овца која Исус ја наоѓа, ја носи на своето рамо, ја води до својот дом, вечен дом, кој дом го гради 2000 години. Ние на нашата куќа во Словачка 5 години, 6 години работиме, уште не сме завршили некои работи. Ама нашиот Бог, Исус Христос, 2000 години гради новиот Ерусалим. Место вечно живеалиште. Тоа е нашата надеж, браќа и сестри. Затоа, кога зборуваме за Божик, е радосна работа, бидејќи се роди Спасителот на овој свет. Исус дојде. Знаете што е радосната вест за... Сега ќе скокнеме малце на... Уште не сакам да скокнам, бидејќи уште некои мисли сакам да кажам. Гревот значи да го промошеш целта. Гревот значи дека си изгубен, а изгубената овца која е во планината, некаде она не знае сама да се врати, и затоа Библијата по природа овцата ја приближува кон човекот, бидејќи ние многу личи, човечкиот живот многу личи на природата на овцата. Значи сме наивни, како овцата е наивна, полека се оддалечува и не знае да се врати назад. И кога е изгубена, она веќе може да умре. Волците може да ја нападнат. Може да умре, да падне, да се рани и да умре. И се замислите која е радосната вест на Божикот. Бог можеше да каже, па овца, тврдоглава, ние сме тврдоглави, шом си ти одлучи да се оддалечиш од мене, остани таму и скапи или умри. Радосната вест на добриот пастир е во тоа што не ние го баравме пастирот. Таму во Езекиел 34 глава ни вели, Бог зборува против израелските пастири кои не се грижат за неговото стадо. Тој на планината се разпрснати тие овци, се поранити, изгубени. И Бог, знаете што е радосната вест за Божик? Божите чувства, Божето срце. Толку го сака овој свет, толку ги сака грешните од овој свет, не го сака гревот твој и мојот грев, но те сака тебе, бидејќи си негово створение. Божик зборува каква вредност има твојата душа. Нека во Божите очи ти си почитуван. Бог те сака. Твојот живот има вредност. Во овој свет може би немаш вредност, си стар, немаш титули, не знам што им, немаш, никој си. Немаш пријатели, немаш телесна фамилија. Но во Божите очи ти си ценет, иако една душа е била на овој свет, ке дојдеше Синот Божи на ова земја да се роди, зошто дојде во тело, не дојде во дух, бидејќи духот не може да го ставите на крст, да го разапнете, да го мачете, да го убиете. Затоа Синот човечи стана
Синот Божий стана човек, тој син кој го гледаше Даниел и Навуходонозор, кога беа Шадрак, Мешак, Абденего во фурната или во огинот, видува тамо еден како Синот Божий. Тоа е тој Исус Христос за кој се открина. На Мојсей му речи, јас сум кој сум. И местото на кој стоеш ги, своите обувки ги отстрани од своите нозе, бидејќи е свето место на кој стоеш. Дојдов, Господ вели, ги чув молитвите на мојот народ, дојдев да го својот народ избавам. Од што? Од робството, од Египет дојдов да го спасам. Тоа беше доаѓањето на Бог до Мојсей. И Мојсей беше тој посредник меѓу Израел и Бог. И затоа Бог го казни Фараон. Го избиви својот народ, кој зборуваме за Божек, затоа дадов поголема предност на доаѓањето Боже, а не на ангелите, не за тие јасли, нека тој кој дојде е голем цар. Затоа магите дојдоа, кои се тие маги? Тие не беа цареви, у тој смисол луѓе како верни, тие беа безбожници, астролози, веруваа во природни, духовни некои сили, но зошто го бараа тој Исус, бидејќи Даниел беше во Вавилонското царство и Израел беше тамо за времето на Медија и Перзија, така да тие работи беа меѓу безбожните луѓе на исток, во Вавилон, се ширеше тие вистини и веројатно тие маги беа поверувале на тие работи кои пророците тамо, Даниел и неговите пријатели зборуваа. И дојдоа од исток мудреци, го бараа во Ерусалим, каде е новородениот цар. И Ирод и целиот Израел се исплаши. Брзо ја отворија Библиите, бараа. Па каде треба да се роди тој Исус? Царот, ново дојдениот цар, родениот цар. Во Витлеем. Видите, беше местото кај што требаше да се роди. И дојдоа да му се поклонат на царот на сите цареви. Исус дојде на оваа земја да те бара тебе и мене. Тоа не затоа што светот го бараше Бог. Дојде меѓу своите не го примија. А кои беа тие своите? Израел. Таму требаше прво да се проповеда Евангелието, но тие не го прифатија. Тие го отфрлија. Но тој дојде. Иако тие не беа спремни да го прифатат. Тие мислеа дека тој ќе дојде, ќе ги ослободи од Римското царство. Затоа што Даниел зборуваше за 4 царства: Вавилон, Медо-Перзија, Македонско, некој ка грчко-македонско царство и 4-то Римско. Да. И таму ни се вели дека каменот кој ќе дојде од небото и ќе ги уништи сите тие царства е второто доаѓање на Исус. Исус дојде, по втор пат ќе дојде. Што ни представува изгубената овца? Грешникот кој е спасен, помилуван, кој го наоѓа Исус Христос. И овцата сама не знае да се врати кај Господ. И затоа доаѓа Господ да не бара нас. Он е добар пастир. Во Јован 10:11 ни вели дека ја полага душата своја за овците. Тој не сака ти да умреш во гревот. Како што од Аврам Бог бараше да го жртвува својот син. Но тој најде друга жртва да биде спасен Исак. И тоа што Бог најде решение да Исак да не умре за својот, да не умре на олтарот, тоа Бог го направи во Исус Христос. Исус Христос дојде заради тебе, заради мене, заради твојот грев, заради мојот грев. Како изгубениот син, тие нечисти облеки да ги ставе на себе, а неговата праведност облека бела да те облече. Затоа дојде Исус. И на крстот на Голгота тој ја плати таа цена, за која Римјаните 6:23, платата за гревот е смрт, и сите ние сме грешни, сите ние треба да платиме, ако не прифатиме тоа што Исус направи на Голгота.
И би сакал да кажам още две работи за пасторот. В Матеј 18:14 ни се вели: и така и вашиот Отец небесен не сака да загине ни едно од овие маливе. Бог сака да никој не умре. Дали го разбираш ово утро? Затоа Евангелието радосна вест за грешниците, не за праведниците. Радосна вест е, затоа дојде Исус Христос, бидејќи Бог не сака овој свет да загине. Бог овде го открива своето срце, зашто Бог толку го возлюби овој свет, што го даде својот единороден син. Ете, толку е длабока, широка и висока Божјата љубов. Затоа пастирот дојде, затоа е Божик. Бидејќи Бог ја направи иницијативата, тој стана човек, тој дојде не само да се роди на крстот, да умре, да плати цената и рече: се сврши. Отче, ја исполнив твоето послание, кој беше планирано од пред стварањето на светот, дека тој ќе дојде, знаеше дека човекот ќе согреши, ќе ја помине целта, ќе оди во вечна загуба, вечна одделение, да биде одделен од Бог. Но на Божик дојде Господ да гради мост меѓу небото и земјата. А тој мост е Исус Христос. Нема друг пат кој може да те доведе во небото. Само преку Исус. И затоа Јован вели: јас треба да бидам понизен, него да го подигаме. Како што Мојсей ја подигна бакрната змија или медена змија, и кој се високо, секој кој ќе виде во неа да биде исцелен. Па тоа беше Исус Христос. Затоа Бог го подигна него. И нека на овој Божик тој да биде подигнат. Тој да приме славата и благодарноста, бидејќи ако не дојдеше, ако не платеше за тебе, ќе останавме вечно одделени. Немаше да има мост меѓу небото и земјата. Мене ми се допаѓа таа илустрација од Стариот Завет. Јаков виде од небото до земјата скали. Ангелите се качуваа и слигуваа по тие скали. На Божик Бог изгради скали од небото до земјата, мост преку кој ти како грешник можеш да се приближи кон Господ, да влезеш во Неговото царство. Исус затоа дојде да биде тој мост. Нема друг мост, нема друг пат кој ќе те дојде во небото, само тој пат Исус Христос. Тој сака, Негова волја е да не загинеш, него да не бидеш изгубен, да те носи во своите раце, да те носи на своето рамо. И ви сакал да кажем дека барањето на изгубените е Божи приоритет. Точка 1. Нема поважна работа. И сакам да го илустрирам тај приоритет. Ако тоа е приоритет на Бог денеска, да ги бара изгубените, дали црквата има приоритет? Ова црква треба да постане мисионерска црква. Како македонските цркви од Солон, од Филипис, Береја, го помага апостол Павле да се шири Евангелието. Слава на Господа! И многу тука верници и проповедници никнаа од тука, од овој дел на Македонија. Се радуваме, да не жалите. Бидејќи поблагословен да даваш отколку да примаш. И приоритет Божи е тоа, да барам изгубените. Затоа тој ги остави 99-те, кои се самоправедници, кои немаат потреба од покаяние. Тој отиде да ја бара изгубената овца и беше спремен да губи време, да остави сите други работи само на тоа да се концентрира. Упорно ја бараше таа овца, се додека не ја најде. Колку години тебе те бара? Мене 19 години ме бараше Господа. А може би некој од вас сте над 50 години, тој те бара. И е упорен. Сега замислите како Исус бара, упорно бара. Затоа што си драгоцен, те сака. И затоа дојде.
Не дека ти го бараш, него тој тебе те бара. Во тоа видиме Божјата милост и радост, што тој те бара, не јас. Со сочувство те бара. Има трпение. Ние луѓето често пати кога бараме нешто губиме трпение. Не знам, кога имате расипана кола или нешто, а хитно ви треба, зашто тоа не работи? А Господ колку трпение има заради твоите гревови и непослушности. Божик е час кога Бог ја покажа својата љубов, своето трпение. И сака тука да покажам само еден пример, многу практичен, а тоа е кога има собраќајна несреќа, имаш 3 групи на луѓе. Едни се тие кои само гледат, како сир. Гледат, плачат можеби, ама само гледат, ништо не прават, само гледат. Друга група на луѓе се полицајците кои доаѓаат само да најдат грешките. А трета група на луѓе се кои доаѓаат лекари, тие сестрички и некои тие помошници, кои не прашуваат дали направи грешка или ова, него само борат се да го спасат животот на повредениот. Во таа група на луѓе беа фарисеите, кои клюкаа само грешки да најдат поред законот, да и жената биде осудена. И во која група си ти? Дали само гледаш или осудуваш ги верните? Исус е во третата група на луѓе. Тој дојде да го бара изгубеното. Ако тој не ги покаже сите гревови, кој ќе обстане? Ајде да бидеме лекаре или тие сестрички кои ќе спасуваме луѓето, да ги лечиме, да им помага. Еден збор може да те излечи, еден збор може да те убие. Божик е време на благослов, на милост, на опростување, на сближување. Последна мисла и со тоа завршам. А тоа е, небото се радува кога една душа ќе се најде. Кога Исус ќе најде една изгубена овца, небото се радува. Како што во фамилијата кога се роди едно дете, голема радост од фамилијата. Е така небото се радува кога една душа ќе се покае. Кога една душа ќе биде на рамото на Исус Христос, небото се радува. И се како да се спасиш ти, драга душо, ако немаш таков однос со Господ, како можеш да се спасиш? Овцата не знае да го бара Спасителот, само може да блее. За пастирот да може да ја најде. Значи, моли се на Господ, барај милост. Нека кажи, Господе, дојди во мојот живот. Ти дојди, Господе, моли го. Овцата, значи, треба да го слуша и гласот на Спасителот. Заради гребот слабо слушане. Не вие кои имате апаратче, не слушате добро, и така гребот ве прави да бидете глуви, да не го чуете гласот на Спасителот. Но тоа нека да имаме отворени уши. Кој има уши, ќе чуе да се спасе. И не само тоа, него треба да го чуе неговиот глас и да поверува дека тој ќе го спаси. Треба да поверува, да се предаде. И тоа е мојата молитва и за тебе, драга душо, утро. Нека да ги склониме своите глави, ќе се помолам и со тоа ќе заклучам. Господе, фала ти што си ти, што го испрати добриот пастир да го бара изгубеното. Мене и моите браќа и сестри. Ако има некој ова утро кој нема сигурноста дека ќе оде во небо, ако има некој ова утро кој има потреба од спасение да го прифати Исус Христос, подигни својата рака, кажи, Господе, тука сум изгубен без тебе. Земи ме на своји раце, прифати ми, Господе. Во името на Исус. Амин. Уверба.
Христос се роди за сите нас. Благодариме на нашиот брат што можеше да ни објасни малку посликовито зошто Исус дојде на оваа земја да се роди за сите нас. Нека Бог го благослови. Сега ние продолжуваме. Ќе испееме уште една песна. Општа песна. Сега може децата да излезат да кажат стихчето, а после хорот ќе испее уште една песна. Вистина се роди. Yes.
деца. Сега ги замолам хорот да излезе, ќе испеем уште една песна. Сакам нешто да ви прочитам. Малку е многу така ситничко, ама ќе пробам да го прочитам. Тоа е писмо или
порака од нашиот премиер до нашата црква, до нашите верници. Ние честита празникот и затоа сакам да го прочитам до сите вас. До председателот на Евангелско-методичка црква, господин Емил Заев, од моje лично име и од име на владата, на сите верници во Евангелско-методистичката црква, ви го честитам празникот Рождеството Христово, Божик, на искрени желби за здравје, мир и духовен напредок. Божик е празник кој не подсетува на силата на вербата, надежта и љубовта. Тој не потикнува да се свртиме кон вистинската вредност, вистинските вредности, човечноста, солидарноста и поддршката за сите на кои најмногу ни е потребна. Во овие празнични денови сите ние сме повикани да го отвориме срцето кон другите за покажана добрина, да простиме и да ја споделиме радоста со семејствата, пријателите и заедницата. Во овој свет период, кога светлината на Божик ги осветлува нашите домови, души, нека љубовта и мирот се ваш водич низ животот, нека празникот ве подсетува на вредностите кои не обединуваат, кои ни дават сила да се соочиме со предизвиците, но и да создаваме подобра иднина за сите нас. Евангелско-методистичка црква има посебно место во нашето општество со својата традиција, својата хуманитарна и духовна мисија и со неизиниот придонес за јакнење на вредностите на толеранцијата, заедништвото и почита меѓу луѓето. Во духот на овие вредности ви посакувам да продолжите да ја ширите пораката за мир и добрина, градејќи мостови на соработка и разбирање. Нека Божик ви донесе радост, здравје и благосостојба, нека ви биде извор на инспирација и сила да чекорите напред со вера и надеж во подобро утре. Среќен Божик и нека е благословен овој празничен ден. Со почит, Христијан Мицковски. Му благодариме, не знам дали ќе чуе или не, но му посакуваме и на него Божи благослов. Нека Бог го отвори неговото срце, иако е премиер, Христос се роди и за него. И на него му е потребен. Не значи ако човек е на некоја висока функција, и на него не му треба Христос. Нека Бог го благослови, нека го води, му дава мудрост, за да може да ја води нашата земја. Сега со тоа не завршуваме. Не е овде крајот и да речеме веќе празникот е готово. Празникот продолжува. Јас дури би сакал ние денеска овде да го славиме, да не си одиме, но не сме баш припремени за тоа. Но најдобро е кога сме сите заедно и така да го прославуваме празникот. Така беше во Израелот, се собираа во Ерусалим и со денови славија. А ние гледаме поскоро да си одиме дома, но нека и тоа да го искористиме. Кога одиме, нека да ги благословуваме другите, нека да им зборуваме за Господ Исус Христос и да ги повикуваме. За тоа сме ние повикани и тоа е нашата должност на другите да им кажеме за Господ Исус Христос. Вечер во 17 часот или 5 часот поручек сме поканети, а и да поканеме и други да дојдат. Децата имат своја програма. Децата ќе ја представуваат сета таа случка. Децата ќе бидат тие кои
на сликовит начин, преку песни, преку стихови, ќе ни одново објаснат за Господ Исус Христос. И затоа дојдете, немој да седете дома, кажете и на другите, повикајте ги другите во 17 часот, да бидеме сите овде, да ги поддржаме децата, да ги охрабриме децата и да се радуваме заедно со децата. Друго известување не знам дали имаме, ако немаме, тогаш ќе завршиме со песната број 1, а ќе го замолам брат Павле да излезе, па ќе даде својот благослов. Милоста на Господа Исуса Христа и љубовта на Отецот и заедништво на Светиот Дух нека остана со сите вас од сега и навеки. Амин. Амин. Службата е завршена.